од 38 до 43 денари. Толку во просек се движи цената на лебот во последните 4 месеци. Во јануари белиот леб се продавал 40 денари, во април 3 денари повеќе. Литар млеко се продава од 60 до 72 денари, а маслото за јадење достигна 90 денари. Табла од 30 јајца сега веќе чини околу 300 денари. Млечниот сектор е релативно стабилен, па таму просечна цена на сирење е од 350 до 690 денари за килограм. Но, споредено со претходната година, сите овие производи без кои тешко може да се замисли фрижидерот дома, станале поскапи. Па така, ако за леб, млеко, јајца, зејтин и сирење денес сме платиле 789 денари, лани истата таа кошничка не чинела 705 денари, или 13% помалку. За разлика од цените, платите растат побавно. Статистиката покажува дека во однос на лани платите пораснале за 7%, а храната двојно поскапела, за речиси 13%. Зошто растат цените на производите? Цената на храната директно зависи од цената на горивата, струјата и транспортните трошоци. Па така, кога растат тие, имаме поскапа дистрибуција и поскапо производство. Дополнително, македонскиот пазар е релативно мал. Помала конкуренција значи и поголеми маржи. На Балканот, со исклучок на Косово, Македонија има најевтина кошничка, но исто така и најниска просечна плата.